Великиот пост и особено страсната седмица се едно благодатно време, нели самиот збор кажува велика, голема, затоа што е подолга, како што вели Синак Царот од другите седмици, има изброј на часови, но е голема според силата и моќта што ја има, и тоа е едно патешествие во кое човекот се пронаоѓа себе си и цели кон возобновувањето на она првобитно достоинство што го имаме како луѓе. Оти спасителните страданија и воскресението не прават пред се луѓе, не прават човечни. Денес на светата и велика среда се одвиваат веќе страшните настани, почнуваат. Еден од најблиските ученици веќе го кове предавството на учителот со неговите непријатели, со книжниците, со фарисеите, го договара за 30 сребреници, а истовремено на велика среда си спомнуваме и за жената грешница која што ги помазува пречи. Тука се случува една космичка неправда спрема Спасителот Христос, кога он врз себе ќе ги земе страданијата на секој човек од почетокот, од Адама до последниот. Ќе го земе сето зло на овој свет, ќе го обеси на крстот и ќе го скине списокот на нашите гревови. Се наоѓаме во најторжествениот период од годината за христијаните. Навлегуваме во пресрет на најсветлиот празник, на празникот над празниците, тоа е Воскресението Христово, Великден. Сметавме дека е добро да направиме една специјална емисија која што ќе биде во контекст на овој празник и на празнувањата, во која што повторно пристапувајќи од еден поинаков агол и од еден поинаков аспект ќе одгатнеме неколку тајни и ќе ја бараме смислата на неколку работи. Зборувајќи за Воскресението и за настаните кои што празнично му претходат, ќе сакаме да одгатнеме и некои теми кои што сметаме дека се суштински и на кои треба да им се даде одговор, како што е страдањето и смртта, и застапеноста на овие категории во уметноста, во книжевноста, буквално во оние духовни аспекти од човековото постоење и живот. Одбравме со нас еден за нас, за мене и за сестра Ефимија, многу драг гостин, долгогодишен пријател, собрат и би рекол соборец во духовниот пат. Тоа е архимандритот Кирил од Бигорскиот манастир. Отец, благословете и добре дојдовте. Благословете и вие. Отче, сестро, ми е драго што ве гледам и во една поинаква констелација. Така, ние честопати сме се сретнувале вака и сме зборувале, но тоа било можеби други прилики и други ситуации. Сега малку поформално, од тоа тогаш неформално, но и тие неформални наши средби знаеле да бидат продуктивни и инспиративни. Ете, со Божјата помош, нели и сега, заради нашите гледачи и слушатели, на кои што им посакувам добре дојдовте. Отец, се наоѓаме во страстната, страдалната недела, неделата на страданијата Христови, така ја нарекуваме, нели, недела која што честопати сакаме теолошки да ја опишеме како радосна тага и таговна радост. Недела преисполнета со богослужби, со празнувања, кои што така тивко не обликуваат и не воведуваат за духовно сецело, би рекол, да влеземе во радоста на Воскресението. Дали знаеме да празнуваме денес? Дали ја сваќаме суштината и тајната на празниците? Дали знаеме што точно значи празникот? Па мислам, кога луѓето би биле свесни колку голема сила има ова седмица, ова велика страдална седмица, самите би трчале по храмовите, затоа што ќе го цитираме нашиот старец Дедо Партени, кој секогаш карактеристично зборувајќи за ова недела вели:
ако великиот пост е срцевината на православниот живот и на православното богослужение, на православната асхеза, нели, на тој телесен и духовен подвиг, тогаш срцевина на таа срцевина е токму ова страдална недела, во која што богослужбениот поредок е така вдахновено, сотворен, така конципиран, што тој нема само меморијален карактер. Ние не се сеќаваме само на тоа дека еднаш пред 2000 години Синот Божи беше на земјата, ги поднесе сите тие страданија, човечкиот род, и смејувања, распетија и воскресението, туку преку богослуженијата во православната црква нам ни се дава таква можност реално да учествуваме на еден мистичен, благодатен начин, да земеме и ние учество во тие спасителни настани што се одвиваа во тоа време во Јерусалим, затоа што православната духовност и богослужбениот поредок и таа сила која што ја спомнав, која действува во богослужението, ни дава сили, односно ги надминува просторот и времето. Ја пренесува едноставно нашата душа, ја пренесува во тоа време и на тоа место, и црквата не повикува преку тие последувања ние да всушност да се опатуваме со Господ, да се страдуваме со Него, да се сораспнеме со Него во духовна смисла, за потоа и да го доживееме воскресението како реален факт, она што и е. Извинете, сестра Ефимија, ете и вие сте духовник, нели? Колку само да им доближиме на оние кои што можеби го немаат доволниот опит со сето ова кое што го зборувате, во насока на тоа дека нема страф од излегувањето од времето и од просторот, дека ако се причислат нели кон сето ова, тие не губат од својот идентитет, туку напротив? Токму така, напротив се пронаоѓаат себе си. Великиот пост и особено страстната седмица се едно благодатно време, нели самиот збор кажува велика, голема, затоа што е подолга, како што вели Синак Царот од другите седмици, има изброј на часови, но е голема според силата и моќта што ја има, и тоа е едно патешествие во кое човекот се пронаоѓа себе си и цели кон возобновувањето на она првобитно достоинство што го имаме како луѓе. Оти спасителните страданија и воскресението не прават пред се луѓе, не прават човечни. Отец Кирил, малку да појасниме за гледачите, кога веќе зборуваме за силата, за значењето и за важноста, нели, на великата и настрадална седмица. Денес е Велика среда. Што поминавме во поглед на богослужбите досега, а што не очекува? Една кратка ретроспектива на се она што се случува во текот на страдалната седмица. Така. Може да се каже дека непосредно на страдалната седмица и предходи Лазаревото воскресение и влегувањето Господово во светиот град Јерусалим. Тоа е два празника кои всушност литургиски и теолошки, богословски сочинуваат еден празник. И тие се како една најава, како еден вход во она што следува потоа, во тие страшни страданија Господови, бидејќи всушност со Лазаревото воскресение кое го славевме во саботата, Господ не уверува, како што пее тропарот на тој ден и следниот ден на цветници, Господ не уверува во општото воскресение кое што е предвидено за секој човек кој верува во него. Господ Христос го воскресна својот пријател Лазар, кој 4 дена беше веќе во гробот, смирисен, како што сведочат евангелистите, и воскреснувајќи го него, од една страна покажува дека он владее и над животот и над смртта. Ја отповика смртта на својот пријател Лазар. Иако како човек, Господ пред гробот Лазарев
заплака. И тоа е всушност најкраткиот стих во Светото писмо, ако гледате, се состои од 2 збора. Исус просолзи. Како човек плачи за загубата, плачи за страданието на своето највозљубено создание човекот. Плаче за таа беда во која западна човечкиот род поради гревот и страстите, и истовремено како Бог веќе триумфално извикува: Лазаре, излези надвор од гробот. Всушност тоа е повик упатен кон секој човек кој го призива името Христово, кој го призива Спасителот Христос за свој Бог и спомагател. Затоа што името Лазар, всушност, еврејско, се толкува на македонски јазик како Бог е мој помошник. Значи секој кој не го има Христос Бог како свој помошник, ќе го слушне еден ден тој воскресителен, спасителен глас и излези надвор од гробот, излези од смртта. Значи, воскреснувајќи го Господ, Лазара добива, ајде да кажам, една голема слава во тоа време во Ерусалим и во целата околина, зашто никој претходно и никој потоа не беше чул некој да воскресне мртовец од гробот. И токму на Лазаревото воскресение се должи потоа и славата со која он е пречекан во Јерусалим од целата таа толпа, од множествата народ, и е пречекан токму како победоносец, како цар кој победил еден голем непријател, нели, со победоносни, победнички извици. Осана, благословен оној кој доаѓа во името Господово. И народот го пречекува со големи екскламации, со голема радост, и токму тоа го празнуваме на Цветници. За вечерта истиот ден веќе на утрената од Велики понеделник да слушнеме прекрасната стихира која, како што вели Дедо Партени, веќе не внесува во таа клима, во таа атмосфера на страданијата, и таа позната стихира гласи, има ваков почеток: одејки Господ на доброволни страданија. И им објаснува на учениците дека ќе пострада, дека ќе биде предаден, на третиот ден ќе воскресне. И со тоа всушност, со тоа песнопение, и црквата нас не повикува да влеземе веќе во атмосферата на она време и на она место, во Христово време. И веќе следниот ден, светиот и велик понеделник, отците на црквата прекрасно ни го поставиле споменот на прекрасниот Јосиф, личност од Стариот Завет, праобраз Христов, кој векови пред појавата на Синот Божи на земјата на некој начин го предскажува неговото страдање, бидејќи како што Христос беше предаден од своите, така и Јосиф беше предаден од своите браќа кај египјаните, па таму поднесе страданија, но по Божја промисла беше издигнат на висока позиција, втора како десна рака на египетскиот фараон, доби голема власт и сила, па потоа им прости на своите браќа, ги нахрани во време на глад, како она што истото и Христос го направи. Го нахрани гладното човештво по дух. И има многу да се зборува сега и во интерес на времето, но тоа е толку убаво, препорачувам секој христијанин да ја прочита, да го прочита тоа сказание од Стариот Завет за прекрасниот Јосиф и за страданијата што тој ги поднесе. Па потоа во Велики вторник црквата ни ја предочи параболата за 10 девојки, 5 мудри, како што ги нарекува Евангелието, 5 неразумни. Тоа е всушност парабола која кажува самата божествена уста на Спасителот Христос, во која, нели, знаете, вие како Господ со едноставни приказни од секојдневието кажува огромни вистини. Тоа е всушност и не е човечко, тоа е нешто божествено, толку едноставни зборови, а толку недогледни, длабочни да се искажат. Нели, параболата е следнава: 10 девојки го чекаат младоженецот, 5 од нив купиле навреме елеј, масло за своите светилки, 5 од нив не купиле, и доаѓа полноќ, заспиваат и едните и другите, и
среде полнок доаѓа младоженецот и кога слушаат девојките се будат и петте кои имале еле ги палат, го пречекуваат со своите светилки и Господ ги прима, младоженецот ги прима во своите царски одеи, додека другите 5 се оставени надвор затоа што немале еле. Што ни представува оваа парабола? Елејот е всушност символ за добрите дела на христијаните. И 10 девојки сите биле девственички. Сите се подвизувале со некоја надворешна форма. Пазеле можеби пост, го запазиле девството, чистотата. Меѓутоа, доколку тие надворешни добродетели, би рекол, не се подхранети, не се подмачкани, не се осветлени со елејот на љубовта и на милосрдието, немаат сила. Господ е, милосрдноста е белегот, е лозинката по која Господ не препознава како свој. Понатаму, средата, денес на светата и велика среда, се одвиваат веќе страшните настани, почнуваат. Еден од најблиските ученици веќе го кове предавството на учителот со неговите непријатели, со книжниците, со фарисеите, го договара за 30 сребреници, а истовремено на велика среда си спомнуваме и за жената грешница која што ги помазува пречистите нозе Спасителови со скапоцено миро. Гледајте какви антиподи, колку е тоа чудесно осмислено од отците, да ние во изден имаме, значи, се сеќаваме за една крајна неблагодарност, затоа што Јуда не бил лишен од ништо со кое биле дарувани другите апостоли. Се што имале другите апостоли, го имал тој. Се што виделе другите апостоли, видели тој. И гледате каква неблагодарност, значи од една страна ја имаме тука она темна страна на повредената човечка природа, неблагодарноста, себичноста, алчноста, сребролюбието, а од друга страна пак гледајте ја имаме она благородна страна на човекот, а тоа е понизноста, благодарноста, љубовта, жртвата. Значи жената блудница, иако не знаејќи, може би за Господ сигурно не знаела, та немала прилика кога да ги слуша неговите беседи, веројатно, но кога разбрала дека еден таков божествен учител се движи тука меѓу народот, проповеда, може би подслушнала некој кажал, некои убави утешителни зборови и таа нешто во неа се пробудува, почнува да работи покајанието и таа купува, го зема целиот свој имот, сето свој богатство и купува скапоцено миро, кој е нели еден символ на благодарноста и на нели на пожртвуваноста и оди и ги помажува нозете Господови со солзи, кога разбира во кој дом се наоѓа тој, оди нели паѓа пред него и така натаму, значи и Господ како вели, Јуда тука не годува, вели зошто ова скапоцено миро се расфарла така, можеше тие пари да се дадат на сиромашните, а тој го чува ковчежето. И го краде. Гледате какво лицемерие, а пак Господ, нели, не ја бунете оваа жена зашто таа направи едно големо дело за моето, го подготви моето тело за погребение и каде што ќе се проповеда е ова евангелие, ќе се слуша за неа, да. Така, значи, великата среда ги видовме тие два антипода на тие две човечки крајности. Утре светиот и велик четврток, кој иако се наоѓа среде страдалната седмица, е всушност празник. Затоа што на овој ден е всушност роден ден, како што карактеристично вели старецот наш, на светата литургија. На овој ден Господ ја востановува светата Евхаристија, собирајќи ги своите ученици на тајната, таинствена вечера. Не е тајна затоа што била на скришно место, туку затоа што е најголемото таинство, каде што Господ, прекршувајќи го лебот, им вели на своите ученици: примете, јадете, ова е моето тело кое се прекршува за вас и за мнозина за прошка на гревовите, а подобно и со чашата, со лозовиот плод, велејќи: пиете од неа сите, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за вас и за мнозина. Значи, едноставно Господ на светиот и велик четврток го востановува
она што е од есенцијална важност за нашиот живот. Затоа што Евхаристијата е всушност полнотата на нашето существување. Без Евхаристија ние немаме ипостас, немаме постојба. Толку е важна светата Евхаристија и колку е тоа потребно христијаните да одат, да ја посетуваат богослужбата, особено светата литургија, бидејќи секоја литургија е продолжение на тајната вечера. Да, тајната вечера се случила историски гледано еднаш и во определено времено, определено место, но мистично, духовно, благодатно, таа се случува на секоја света литургија во секој православен храм, каде и да се служи таа. Така што огромна е величината на Великиот четврток, како роден ден на светата Евхаристија, и секако тука има и други настани, како например миењето на нозете од страна на Господ Христос на своите ученици, еден безсмртен пример. Замислете, Творецот на се видливо и невидливо, Господарот и владетел на секоја твар, се понизува себе си доброволно и се наведнува, се препашува со крпа да им ги измие нозете на оние кои му се подвластени на некој начин, кои му се ученици, кои му се следбеници. Што ни покажува тоа? Дека служењето дека се непостојани. И тоа, да. И дека се борат и за првенство. Да, се борат и кој ќе биде прв, точно. Преовладува на многу места, читаме Евангелието, гледам, се борат за првенство, за земска власт, за земска слава. И Господ ни го дава тој пример. Доаѓаме и до светиот и велик петок, денот на спасителното страдание, на распетието Христово и ден, би рекол, најтежок од сите денови, затоа што тука се случува една космичка неправда спрема Спасителот Христос, кога Он врз себе ќе ги земе страданијата на секој човек од почетокот, од Адама до последниот. Ќе го земе сето зло на овој свет, ќе го обеси на крстот и ќе го скине списокот на нашите гревови. Распетието Христово е всушност централниот момент на нашата вера и затоа апостолот Павле вели крстот Христов е за елините безумство, а за јудеите соблазна. И до ден денес е така. Тука е клучниот момент каде што ќе се спомне крстот Христов, неговото страдание и секако воскресението, повторно светот се дели на два табора. За некои крстот до ден денес е безумство, за други е соблазна. А за оние кои ќе го прифатат, тоа е спасение. Тој е клучот кој го отвори рајот. Светата и велика сабота, денот на Божјата почивка, кога Христос, како што пееме, оче на секоја литургија, кажуваме ние свештениците, со телото во гробот, со душата во адот, а истовремено со Бог Отецот на небесата. Значи, стегувањето, саботата е денот на стегувањето Христово во адот, местото на мракот, местото на заборавот, местото на мртвите души, каде што еве го, доаѓа животот лично, откако претходно беше испратил своји пратеници долу како Свети Јован Крстител, за да проповедаат, и одеднаш доаѓа он, доаѓа животот лично, доаѓа светлината, кога ќе изгрее сонцето, темнината од секој ќе отстапува место. Така и Господ со самото свое присуство, со самото свое стегување во адот, ја поништува власта на смртта. Ги воскреснува од веки упокоените. И Евангелието нели сведочи и мнозина вика свети и воскреснаа тие дни во Ерусалим, се јавија вика на мнозина. Тоа е толку големо таинство и ако гледате една
православна икона на Христовото воскресение, всушност слегување во адот. Има една позната фреска таква не е фреска, мозаик, извинете, во црквата Хора, во црквата Место на живите во Константинопол, која што сега за жал повторно ја претворија во џамија. Го гледаме Спасителот Христос како слегува долу во адот и од едната страна ја фаќа раката Адамова, од другата страна раката Евина, и он ги крева. Не нивните раце се надвиснати, тие се малаксани, тие се мртви. Гледаме како он самовласно и своеволно ги фаќа за рацете и ги крева. И која е таа голема сила на воскресението. И саботата е секако нераскиндливо врзана со светата и велика недела на светата Пасха, односно Великден, воскресението Господово, кога Господ победоносно воскреснува од гробот. И со тоа ни го отвора патот до воскресението на секоја плод што ќе верува во него. Отец Кирил, што навистина значат страданијата Христови? И беше ли потребно толку многу Христос да пострада? И како треба да го разбереме сето тоа од денешна перспектива? Како еден историски настан или како нешто кое што живо се пренесува во нашите животи? Видете, проблемот со страданието ми измачувал и мене лично со години. Сум си поставувал и јас такви онтолошки прашања, дали имаше потреба од страданието и толку големи маки и така натаму. Меѓутоа, знаете што е всушност смислата тука? Доколку ние немаме страданија во овој свет, тоа значи дека на некој начин се сообразуваме со тоа што е овде. А ако се сообразиме со тоа што е овде, се чувствуваме комфортни со овој свет, тоа значи дека еден ден ќе загинеме. Затоа што се во овој век и во овој свет има крај. Може да се каже дека смртта е единствениот вистински и непобитен факт што владее со овој свет. И тоа што страдаме тука, што носиме личен крст, ни кажува дека ние всушност не сме од овој свет. Не сме предвидени за овој свет. Тоа значи дека ние сме создадени за вечност, ние сме создадени за блаженство, ние сме сотворени да бидеме сотрпезници на Господа во Царството Небесно. И токму тоа наше предназначение да бидеме Божи деца, да бидеме синови Божи, по благодат, токму тоа предназначение не прави да страдаме, затоа што не се сообразуваме со овој свет. Нормално е човек да има страданија на овој свет, затоа што овој свет е повреден и нашата природа е повредена од гревопадот, од страстите, од смртта. После гревопадот навлезе смртта во човечкиот род, во човечката природа. И Господ ги зема, како што кажав и преѓе, сите страданија од секој човек. Значи, тоа е несватливо. Не можеме со нашиот ограничен ум да го сватиме тоа, да го поимиме, и он го зема сето страдание човечко и го понесува на себе, и со своето лично страдание, со најголемиот крст, најтешкиот крст, го поништува тоа страдање. И најголемиот непријател на човечкиот род, смртта, ја победува и ја преобразува, ја прави премин. Затоа и литургиското име на празникот Великден е Света Пасха, древен еврејски збор, кој значи премин. Всушност премин од живот во смрт. Од смрт кон живот. Да, извинете, од смрт кон живот. Токму тоа е суштината што страданијата ни се нас подсетник дека ние не припаѓаме тука. И тие се на некој начин
инструмент, рецепт, средство преку кој ние се отрезнуваме на некој начин, се будиме духовно, се трудиме да најдеме одговор зашто страдаме и така преку тие страдања, преку тие искушенија стасуваме до исцелителот, до ослободителот од страданијата. Оти Господ не е оној кој го причини злото и страдањето и смртта кај човекот. Он дојде да го исцели. Свети Антони Велики вели: тргнете ги искушенијата и страданијата и никој нема да се спаси. А пак деновиве зборував со еден собрат со отец Еразмо токму на оваа тема на страданието и прочитал неодамна кај Свети Макари Египетски, вели неминовно човек е да има страдања, на секого ќе му дојде на овој свет крстот, моментот кога ќе треба да го понесе крстот, но тогаш е важно да не негодуваме, да не роптаеме за тежината на крстот, туку да го носиме благодарно и со погледот насочени кон најголемиот страдалник, кон најголемиот крст. Тогаш веднаш добиваме улеснување во носењето на нашиот крст, добиваме и благослов и благодат затоа што на некој начин преку нашите мали страдања, во споредба со Христовото големо страдање, ние стануваме соучесници во неговиот крст. Како што вели апостол Павле, го надополнуваме Христовото страдање. Ајде малку од перспективата на современиот човек, ќе се согласите и од вашиот духовен опит, но и од вашиот духовнички опит, дека денешниот човек, би рекол преотуѓениот од токму тој духовен опит, дека има проблем да го разбере и да живее со фактот на страдањето и со фактот на смртта. Еве деновиве имав една верничка, млада личност, која што ми пристапи, која што го доживеа своето прво соочување со смртта преку смртта на нејзин близок другар. Ете така ќе го опишам. И кога буквално во еден паничен набој чекореше, нели, во тоа соочување со овој момент. Како да им објасниме, нели, на луѓето, еве преку вашето искуство, дека страдањето и смртта се реалности, но дека не стануваат или не треба да бидат нешто од кое што ќе се плашиме. Да, тоа е всушност и главниот проблем на современото општество, што прави се само за да ја маскира смртта. Премногу сме концентрирани на земното. Испреплетени сме во тие земски мрежи, ни се налага едно брзо време во кое човек на човека не му се остава простор да размисли за овие есенцијални прашања и да се соочи со нив навремено и на здрав начин, затоа што сме, како што кажав, премногу насочени кон земското и некако забораваме дека всушност не сме создадени само за живот во овој свет. Создадени сме за вечност. Забораваме да ја гледаме земската реалност од перспективата на вечноста. Целата култура е таква на современото живење. Овој капитализам, гледаме, значи, реклами за блескави палати, препарати, средства, не знам ни што, превозни средства и така натаму, но никаде не гледаме некоја референца за смртта, како тоа да се скрива, како тоа да се плаши човештвото, но и не говори за тоа. Смртта е табу на нашето совремие. Гледате дури и децата, кога ќе се упокои некој близок член на фамилијата, баба и дедо, не ги носат ни на погреб. Порано не било така. Не ги тргаат настрана. Ги тргаат настрана, но тоа е погрешно. Тоа е погрешно. Треба луѓето да сватат дека едноставно ние сме тука само привремени патници на овој свет, затоа што и оној рај вештачки сега е актуелно, нели? Имаме вештачко се сега. И вештачка интелигенција, така што и оние креатори на вештачкиот рај, трансхуманистите и некои стични кои и доколку успеат некоја иднина да проектираат
вештачки рај на земјата, тоа би било лажно, затоа што еден ден ќе има крај. Не е рајот овде. Не е наша природна околина овој свет. Наша природна околина, татковина е Христос Бог, Царството Небесно. И човек треба да се воспитува во тоа. Имаше една проповед Вселенскиот патриарх, сега ми дојде на ум, говорејќи за ромејството, викаше: одомашена е ромејската душа со смртта. Христијанската философија на живот, која со векови била темел и основа на живот на поколенија и поколенија луѓе во нашата цивилизација, била токму тоа, значи подготвување за исходот од овој свет, за конечната средба со Спасителот и секако подготовка таа средба да не ни биде туѓа, затоа што патување, а не дестинација. Точно. Ако се навикнуваме од сега, нели, на тоа, ако се трудиме, нели, преку добрите дела, преку молитвата, преку учеството во светотеинскиот живот на црквата, едноставно ние се сродуваме, се сораспнуваме со Христос и ја живееме смртта негова и наша лична, за после да се воскреснеме со него. Но и како да се обидуваме, нели, еве и доаѓањето на моментот на смртта, како што кажавте, да го прекриеме или да го обесмислиме. Не да го насочиме денешниот човек кон вистината, туку повеќе да го прикриеме сето тоа. Се сеќаваме, нели, на оние филмови од западниот свет, каде што починатиот, нели, се грижат до толку да го украсат, да го разубават дури и телото, да го направат, за да не биде, нели, страшен од перспективата на оние кои што пристапуваат. Јас не велам дека треба да биде така, но еве и денеска ретко кога ги правиме опелата на еден начин во кој што сакаме да се соочиме и со упокоениот и така натаму. Дали тој страв е поради стравот дека ќе загубиме нешто, дека смртта е сепак грабливката која што одзема, и дека тоа се враќаме кон Лазаревото воскресение и кон онтологијата што добро ја опишавте, или кон пристапот Христов во кој што тој плаче над созданието кое што не беше го создал за да влезе во гробот. Ама недоволно разбирајќи го тоа, сепак го поврзуваме со овој земен живот кој не сакаме да престане, а не сакаме да преминеме во вечниот живот кој нема да престане. Во смисла, прашањето е тоа дека како да не сме подготвени да и погледнеме со вистинските очи, нели? Да, токму така, затоа што сме се одвикнале да гледаме на неа како составен дел од едноставно од нашата онтологија, од нашето постоење. Тоа антиципирање на смртта и таа разделба е присутно уште ке древните философии, нели? Платон пишува за смртта, на пример, како за лисис, за ослободување, за избавување. Значи, гледате уште древните мислители сватиле дека ние сме привремени тука и дека треба своевремено да се подготвуваме за тој исход. И многу грешиме кога лоцираме смртта некаде таму. Или некаде подоцна. Да. Локациски. Колку што имаме години, веќе сме усвоили од смртта толку години, ме разбирате? Да. Ако имам 40 години, значи дека 40 години Па да, ако ја живееме перспективата на Евангелието, нели, сега и овде, и доста му е на овој ден од неговото зло, дека секој ден е всушност наше раѓање и наше умирање. Да. Дека ние не ги планираме деновите, затоа што секој ден, во еден ден ние се раѓаме, всушност и умираме. Точно. И животот е всушност еден. Јас лично не преферирам да употребувам изрази од типот на задгробен живот или животот е еден според православната теологија. Тоа е тој дарот Божи, тоа што сме тука и само што тој едноставно продолжува и во вечноста во една друга преобразена форма, но за да бидеме препознаени, нели, од вечноста, од Господ, треба од сега да ги усвојуваме тие карактеристики на Царството Небесно, на милосрдието, на љубовта ти, како човек кој не се вежбал во добродетелите, кој не се трудел да прави добро, кој размислува само зло или нема да му биде интересно ни во Царството Небесно. Што ќе прави таму со сите добри луѓе?
охристовени луѓе. Сепак да не забораваме, целта е не да станеме подобри, туку Христови луѓе. А секако оној кој се охристовува, неминовно станува и подобра, поморална личност и така натаму. Да. Пред сестра Ефимија, пред да поминеме на темата што тебе ти е омилена, и на отец Кирил. И на отец Кирил, бидејќи отец Кирил, ете за гледачите, е книголюбец, така ќе кажеме, нели? Па затоа тука сестра Ефимија подготви еден дел во кој што сака да го воведе малце, да испразни од себе, од сето она кое што го таложи, нели, пребивајќи со книгата. Сакам само да ја расчистиме и перспективата, односно да му ја понудиме на современиот човек. Ете, зборнавме за смртта како ништо страшно, зборнавме за страдањето како ништо страшно. Ајде малку за личната борба, за аскезата, за подвигот. И за тоа современиот човек не е подготвен на откажување. Да, затоа што е сороден со земското. И секое лишување го подразбира како страдање. Знаете, тука проблем и нашата перцепција. Денес ако погледнете, современиот човек повеќе страда од психолошки страданија, отколку од реални. Објективни. Да, таа како што нели се изразува Милан Кундера, неподнослива леснотија на постоењето. Да, значи денешниот човек една мала несреќа, едно мало лишување си ја представува во својата глава како трагедија. Голема трагедија. Од космички размери, а не е така во суштина, не е така. Апостол Петар како вели во посланијата, кога ќе ве снајдат страданијата, сетете се дека такви страдања ги сноѓат и вашите браќи и сестри низ светот. Сите ние, секој човек што ќе застане пред вас, секој носи една болка, секој носи една рана, секој носи еден крст, едно страдање. Не се моите најголеми страдања. Ние ги представуваме во својот мисловен склоп така, затоа што не сме го центрирале потенциометарот, како што вели Свети Паисий Светогорец, да размислува позитивно. И да размислува низ перспектива на вечноста. Не е тоа размислување некоја психолошка финта за да си олесниме. Треба да се пазиме од психологизирана религија, која прави штета на христијанството и на православието. Од сугестивност. Многу има, за жали, верници кои доаѓаат во црква повеќе од психолошки побуди, да речем, не е лошо човек да дојде и за тоа, нели? Но треба да православието е живот, тоа е онтологија, тоа е самото постоење, значи не е психолошко средство, туку учество во воскресението, и тоа е реалност. Воскресението е единствениот вистински факт. Тоа е реалноста на нашиот живот. И ние тоа треба да го усвоиме, и кога човек ќе се задлабочи во тоа, сваќа дека е тоа реалност и дека тоа е движечка сила и дека тоа е нашата суштина, нели, стремежот кон тоа. 8-миот невечерен ден на Царството небесно. Сега луѓето, нели, заглавени во земското, премногу рационализирани, не му остават простор на духовното чувство. Да продрат зраците на тоа воскресение, на Пасхата Господова. Зошто ја нарекуваме неделата после Великден, целата недела нарекуваме светла. Затоа што навистина е духовна светлина. Но ако ние сме преоптоварени со грижи за некои минливи нешта и сме фокусирани со нашето рацио за овдешното, нема да ја видиме таа светлина. Ако сме нонстоп со главата за земјата, како ќе го видиш небото и неговата светлина? И спомнавте, оче, за литературата, ако ја видиме целата светска книжевност, од египетската книга на мртвите, што се нарекува, или денот на преминувањето, до современата модерна книжевност, јас мислам дека па и да нема дело во кое не е тема или подтема или основа прашањето за смртта и за страданието. Секаде го наоѓам. Секаде. Во однос на тоа, многу ми е една едноставна, можеби најубава дефиниција за тоа што е уметноста и литературата како дел од неа. Ја наоѓам во ликот на доктор Живаго од Борис Пастернак, Патем прекрасна книга, одамна имам читано, и вели
главниот лик од песните таму, што ги пишува он, вели уметноста е всушност соочување и размислување со смртта и обид како таа да се надмине. Целата литература и уметност е проткаена со прашањето за страдањето, И за смртта, воскресението. да, и секако, да, за воскресението. Да, токму тоа беше и следната тема отец Кирил на која што сакав малку повеќе да ја посветиме внимание, бидејќи знам дека ти е една од помилените. Кога размислувам за страдањето и за воскресението, многу често пред мене се појавуваат две, лично за мене, верувам и за многу други луѓе, две дела. Од една страна е она дело кое што лично мене ме инспирираше да влезам во црквата и да го сознам литургискиот живот, а тоа е имено во тоа време беше една разгледница на која што беше репродуцирана Еце Хомо од Караваџо. А потоа и она друго дело со кое што денес живеам, а тоа е сликата на Егон Шиле, Смртта и девојката, каде што смртта всушност е представена во монашко расо, а девојката ја прегрнува смртта, не плашејќи се од неа, туку како на некој начин да го прифаќа нејзиното реално постоење со преградка и со надеж во воскресението. Сега ми се чини дека денешниот човек ги разделува овие два концепти. Ја разделува уметноста, односно книжевноста од темата за страдањето и за воскресението. Може ли малку повеќе да проговориме околу овие аспекти? Да, па тоа е, сестра Ефимија, твоето прашање се надополнува на она што го говоревме за иземеноста на современиот човек од Тие концепти. Да, и од тоа сеќавање, од тоа мементо мори. Патем се сеќавам со како Боски гледаше на сликата кога ставевме пред неа. Добро е што не се обидела нешто да направи. Да. Значи, гледате, големите умови и уметничките и поетските души се измачувале во позитивна смисла со прашањето за смртта, ја антиципирале, ја представувале на своите дела, затоа што сватиле дека мементо мори е всушност философија на живот. Тоа е она што го реков, дека денешниот човек не се сеќава на смртта, но не сеќавањето, бришењето, маскирањето, или како што вика карактеристично отец Александар Шмеман, фабрикацијата и медикализацијата на смртта не ја прави непостоечка. Таа пак ќе дојде, затоа човек е потребно здраворазумно и духовно да се соочи со неа навремено, да се одомаши со неа, затоа што таа неминовно е тука, присутна е. И нели таа философија на мементо мори е всушност длабоко проткаена во монашкиот мистицизам, но не само во монашкиот, по целокупниот христијански, вклучително и во уметноста, затоа имаме толку дела нели со таа тематика на сеќавањето на смртта. Тука само треба да нагласиме дека тука не станува збор за некоја морбидна представа или нездрава обсесија со смртта, која што може да доведе до сериозни психолошки нарушувања, туку за една креативна и спасителна мисла за смртта, спасително сеќавање, односно сеќавање низ призмата на Христовото воскресение. Дека за нас смртта представува премин кон нешто многу повозвишено. Има некогаш ќе ме прашаат некои духовни четели луѓе, па добро, како си го представувате рајот? Па му викам сигурно некако ливада со цвеќиња и со бескрајни јадење и пиење. Туку тоа е една состојба на душата. Сега замислете си момент од животот кога сте биле најсреќни, најсигурни, најблажени. Тоа не е ништо во споредба со вечното блаженство што Господ им ги дава на оние кои го љубат. Но пред вкусот на тоа блаженство, на Царството Небесно, ние сме должни уште одовде да го преследуваме, уште одовде да се трудиме за него. И во таа смисла сеќавањето на смртта, ние, помошник, има еден древен монашки учител кој вели нека ти бидат два зида меѓу кои ќе се движиш безбедно, едниот зид молитвата, другиот зид сеќавањето на смртта. Нема да сгрешиш.
оти кога ќе знаеш дека си самопатник, дека си привремен, дека има толку убави работи да се направат на овој свет, да се покаже толку љубов, да се направат добри дела, а времето е ограничено и си оди, како што сега еве и овде ни тече времето, ќе сакаш да направиш нешто подобро, нешто што ќе ги израдува другите и тебе ќе ти донесе спокојство. Ете некако се провеа низ нашиот муабет токму тоа осмислување на смртта. Многу добро тоа го кажавте или го предупредивте дека ние па не сме да ни стане нели обсесија од која што ќе се плашиме, туку да направиме еден пристап кон сето тоа, наоѓајќи ја смислата, а тоа нема друга смисла освен тоа да преминеме кон заедницата кон која што во овој живот толку живо, толку активно тежнееме, а тоа е заедницата со љубениот Бог. Сега, на современиот млад човек, човекот кој што сака да постигнува, да твори, да успева, да се исполнува, да се надградува, а од друга страна пак гледаме дека во сета таа идеја премногу е очигледна бескорисноста и со времето, и со просторот, и со интелектот. Што на таа безсмисленост на младиот човек, на таа бескорисност можеме да му понудиме? Дали е тоа перспективата на воскресението или и нешто друго дополнително на тоа? Во секој случај, воскресението е единственото ново под сонцето, како што велат отците на црквата, и секогаш е творечко, секогаш дава импулс и ја осветлува смислата на нашето постоење и на нашето творештво во овој свет, затоа што со боите на воскресението се насликани најубавите дела на човечката уметност. И младите, затоа што воскресението е нешто автентично. И усвојувањето на воскресението како факт, усвојувањето на и причестувањето со воскреснатиот Христос го прави човекот светол и креативен. Да не заборавиме дека он е врховниот творец на грчки во символот на верата нарекуван поетис, поет. И кога човек ќе прими таа енергија, божествените енергии несоздадени на Творецот, станува сопоет, сотворец. И добива вдахновение, добива смисла да твори, добива едноставно автентичност, затоа што Господ секој човек го создал автентичен, нема повторување. Јас сум отец Кирил, ти си отец Бобан, сестра Ефимија, уникатни личности, немало ни пред нас, нема ни по нас. И Господ ја сака таа автентичност кај луѓето, нели особено кај младите, им порачувам да бидат автентични во нивниот призив. Гледате, денес го имаме овој предизвик со хиперпродукција, со вештачка интелигенција, луѓето нели сите се прашуваме која ќе биде иднината, нели, и на творештвото, и на некои уметности и така натаму, но ништо не може да ја замени автентичноста на човекот, тој дух животен што Бог Творецот го вдахнал во конкретната личност и кој има некоја мисија на овој свет. Има нешто да понуди, има нешто да принесе. Едно мало камче во големиот мозаик на црквата Господова. Така што младите треба да бидат автентични и да творат, да компонираат со нотите на воскресението. Нема да ги изневери. Отец Кирил, мислам дека според времето што го гледам на таблата, некаде би требало да ја привршиме емисијата. Би сакале малку за крај да се осврнеме на тоа што значи да се живеат страданијата денес со надеж во воскресението, односно што значи да се живее воскресението, подобро кажано, сега и овде. Точно така. Една порака за крај. Ова може да биде всушност и епилог на целиот наш разговор. Нели, прифаќањето на страданијата низ светлината на воскресението, рековме не како психолошка метода, туку како начин на живот, како реалност. Да знаеме дека нормално е да имаме страданија, гледаме и Господ како човек плаче над смртта на својот пријател Лазар, но како Бог го воскреснува, човечки е
да се плашиме од страданијата, да не ги прифаќаме, да се бориме, затоа што не сме создадени. Рековме, Бог не го создаде човекот за страдание, туку за живот во вечност. И природно е човек да се плаши, да се одвраќа од смртта, да се сетиме само на молитвата Господова во Гециманија. Гециманската градина. 3 пати го моли Бог Отецот, Оче, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, но не како што сакам јас, туку нека биде волјата Твоја. Тоа е многу важно. Затоа што, и како што вели Свети Макари Велики, кога ќе дојдат страданијата, да ги прегрниме со таа надеж во воскресението, со тој живот во воскресението, затоа што воскресението е факт, и да знаеме дека да не очекуваме секој човечки одговори, рационални одговори, онака како што не обликува современата култура на рационализмот, туку да се сетиме дека и најголемиот страдалник, Синот Божи, умирајки на крстот како човек, извика: Боже мој, зошто ме остави? Тој е 21-иот псалм. Тој го извика тоа во свое лично име и од името на целото човештво, на секој поединечен човек. И замислете, Синот Божи не доби одговор на Велики петок. Не доби човечки одговор. Дури тие долу распнувачите и љубопитните, чекајте да видиме вели дали ќе дојде Илија да го спаси. Дали ќе се симне од крстот, биле љубопитни и нема одговор. Тишина настапува, Синот Божи издивнува, го предава духот свој. И кога доаѓа одговорот? По 3 дена на Светата и Велика Пасха, во неделата на Воскресението, кога доаѓа нечовечки, ами најсилниот божествен одговор, доаѓа Воскресението. Одговорот на сите одговори, на сите прашања, на сите екзистенцијални проблеми што го мачат човештвото. Гледате, Господ кога ќе одговори, одговорена. Оти ако добиеме човечки одговор, нема да не задоволи, верувајте. Не е совршен. Не е совршен. Нема ни да ни ги олесни страдањата. Не секогаш имаме причина зошто имаме страдание. Но треба да имаме таа вера во Воскресението и во љубовта Божја. Но треба да го сватиме и оној момент дека некогаш и во неодговорот всушност не добиваме одговор. Точно. Во молчењето, во Божјото тихување, така да речеме, го добиваме одговор. Да му благодариме на Бога и за искушенијата и за страдањата. Тоа значи дека сме на добар пат, дека не сме од овој свет. Не чека татковината на вечно живите. Сестра Ефимија? Отец Бован. Сеќавајќи се, отец Кирил многу живо ме пренесе во моментите кои што ни следат оваа недела. Како свештеник секогаш се соочувам со моментот да ги прочитам оние вдахновувачки, во исто време запрепастувачки, но и толку охрабрувачки стихови, кога се чита огласителното слово на светиот Јован Златуст, кога свештеникот извикува кон верниот народ вечерта на Пасха: смрт каде ти е бодилото, аду каде ти е победата, за да додаде потоа Христос воскресна. Исто така, онаа перспектива која што ни ја нуди преданието на нашата вера, а тоа е Адамовиот копнеж. Затоа велат отците, најреалната и најисправната представа за воскресението Христово е слегувањето во адот. И кога Адам копнежливо ги слушаше чекорите Христови како се приближува кон вратите адови, за да ги разурне и за да го отповика него од состојбата на адот во состојбата на воскресението, истите оние чекори кои што ги слушаше со грижата на совеста во рајот, сега ги слушаше со грижата на копнежот во адот. И гледајте сега, во рајот тој се плашеше од пристапувањето Божјо, а во адот тој го чекаше со копнеж и со расширени раце Христос кој што доаѓаше. И секогаш како растеме низ верата, тоа можам автентично да го пренесам и од мојот опит, веќе кога ќе се спомне воскресението, буди толку доволно емоции, буди една радост, затоа што ја доловува смислата на постоењето. Добра Пасха, Христос воскресна, отец Кирил ви благодарам. Вистина воскресна, јас ви благодарам на љубовта и на поканата.